Добра вечер, почитувани гледачи. Велат дека оној кој што спасува еден човечки живот, го спасува целиот свет. Гостинот со кој што имам чест да разговарам вечерва, има спасено многу животи, и тоа оние најмалите, најранливите, оние чисто живот само што започнал. Вечер имам чест да разговарам со доктор од светски ранг, кој што е тука во Македонија, тука останува и продолжува да работи и да помага на многу деца и на многу семејства. Вечерва ќе разговараме за нешто што е поинакво од она што значат само протоколи, бројки и статистики. Ќе се обидеме да видиме кој стои зад личноста, зад белиот мантил, какви се емоции има кога носиме тешки понекогаш одлуки што спасуваат животи, но и со личност која што и покрај се одлучува да остане во Македонија и во јавното здравство. Велам добро вечер за професор доктор Аспазија Софјанова. Добро вечер, среќни празници, преубави денови кои што се јаве на една од преубавите денови и денеска го правиме овој разговор. Новата 2026 година да донесе многу весели насмевки на многу семејства, да не требаме ние докторите, и еве денеска е Свети Стефан, па за многу години тие што го чествуваат денешниот ден. За многу години нека е. Долго време се договараме за овој интервју, но вистина ми е особено чест што вечерва ќе може да поставиме и да одговориме низа прашања, но за почетокот јас би почнала од суштината, односно како се роди желбата за медицината или поточно за педиатријата, бидејќи колку, еве да речем и вашиот татко, професор доктор Никола Софјанов, исто така еминентен доктор, колку неговото влијание влијало кон вашата одлука од една страна, од друга страна што беше клучно за да се одлучите да имате ете професија како доктор? На ова прашање ќе одговорам реално, онака како што навистина стоја работите, да кажам историски. Од кога се познавам себе си, никогаш никој не ме терал да учам, никој никогаш не ме терал да проучувам и да осознавам работи надвор од она кој што било стандардно во училиште. Ама од секогаш, бидејќи моите родители живеат во Трнодол, ја знаат населбата која и каде и како е, и тука бевме убави друштва каде се собиравме, и во тие друштва морам да кажам дека и уличната школа имаше големо влијание. Така да од една страна беа книгите кои секогаш ми беа омилени и никој во тоа не ме тераше, мораш да учиш, не постоеше кај мене во нашата фамилија, мораш да учиш, мораш да си најдобар, мораш да бидеш тој што ние сакаме да бидеш, мораш ова, мораш она. Кај мене мислам дека тоа ќе родеше комплетно негативен ефект. Така да јас се роди ваква како што сум и се изгради благодарение на моите родители во личност која што успеа да се идентификува во она во која што еве сега вие пред малку кажавте. Човек кој го работи она што го сака. И сметам дека како една порака за сите, она кое што го сакате, ако го погодите, сте среќен човек. Велат, и партнерот ако го погодите, сте среќен човек. Значи, има неколку клучни работи во животот кои се надвор од она што сметаме дека е стандард. Да имаш ома, да имаш пари, да имаш куќи, да имаш, не знам, коли, сите сакаме да имаме. Ако не си го погодите својото внатрешно задоволство кое го добивате преку работата, тогаш многу од работите сте ги промашили, бидејќи несвесната фрустрација што се раѓа кога не го давате од себе најдоброто е навистина нешто што понатаму ќе има ефект на било кој начин, и ние го велиме во медицината домино ефект. Значи нешто што понатаму ќе остави негативен ефект. Така да никој не ме тераше посебно околу тоа, иако преку уличните мои излегувања во населбата Трнодол и шетањата со моите другари и другарки, кои никогаш не ги заборавам, и ден денеска си имаме своја група, иако моите родители живеат таму, не тераше навечер да седиме касно, се сеќавам на тротоарите и да гледаме во звездите. И ете, од друга страна, многу сакав да го проучувам небото. Значи, секогаш нешто што е недопирливо, енигматично, ми било дел од мене да го проучувам, и тоа не значи дека сега нема да продолжам во такви некои интересни тематики, бидејќи како сегашен невролог, брз да кажам од пред година и пол, како една од моите трети субспециализации што ги направив, го проучувам мозокот кој е навистина многу недопирлив, многу недопроучен и многу интересен, така да тоа небото во тоа време што ме интересирало, а што не се реализира како астрофизичар, се реализира во медицината
во многу непознаници кои што ги дава медицината од себе и кои што верувам дека и во иднина ќе предизвикаат кај мене уште подлабочински проучувања зошто, како, од каде доаѓа. Пред малку зборувавме со вас зашто вас ве интересира кога нешто ќе дадете и зошто го давате и зошто го правите. Ете, тоа е одговорот на нештата. Зошто е тоа така? Едно најклучните прашања. Ќе позборуваме и за вашата субспециализација 3 кои што ги имате и зошто и покрај тоа што можете секаде во светот да бидете и ве бараат на многу еминентни медицински центри, сепак останувате тука во Македонија. Но најпрви би сакала да ве прашам, кога работите со немалите, особено нешто што е буквално колку е на рака, има бебиња кои што се буквално, што е тоа што ве држи психички стабилна, бидејќи сепак станува збор за многу комплексна и емотивна понекогаш работа и сконцентрирана, бидејќи една рака се, една шака, некои мали бебенциња и животот буквално лежи во вашите раце. Како се носите со сето тоа? Ова што ќе го започнам, прво не се договаравме за прашањето, ми е драго што ми ги поставувате, бидејќи навлегуваат многу длабински во многу работи и убаво што ќе отвориме малку подлабински нешта. Че ние се раѓаме со карактер. Добиваме одредени карактерни структури на особини од нашите предци. Но она што сме ние е сублимат од генетиката што ќе ја земеме од родителите, од бабите, од дедовците, од прабабите и преддовците и создавате една нова структура. Една порака до родителите: не ги менувајте своите деца, канализирајте ги. Разликата е многу важна. Кога канализирате нешто, тоа значи дека практично само неговиот дел од карактерот го обликувате во еден правец кој можеби и нормално со тек на време како растат децата стануваат нели и поразлични. Добрата страна од приказната е што моите родители ме канализираа, бидејќи јас бев отсекогаш темпераментна, значи мојот темперамент и на овие години иска како што кога бев мала. Тоа не се менува, сега се канализира сигурно, по возрастни станувате, по зрели станувате, меѓутоа се канализирате со тоа што јас успеав и успевав да делот од емоциите кои се исклучително многу важни за мене и кои што го прават човек од човек. Се е друга артифицијална интелигенција. И тоа да не заборавиме. Успевам да ги екстрахирам кога работам со човечкиот живот во кој што внесувате и го правите тој живот да остане таков како што треба да биде за понатаму, да биде едно среќно, здраво, добро дете, без проблеми. Кога имате шака бебе, милион прашања. Кога имате нормално новородено кое си оди по редот на нештата, имате едно прашање дали е се во ред. А овде имате милион прашања. За да можете добро да се справувате со тие проблеми, треба да бидете многу сигурни во себе, треба да знаете што правите, да знаете дека имало причина зашто тоа дете е толку мало, а сега знаеме дека стилот и животот е толку различен од она што било претходно, така да имало зашто е родено 500 грама, 1000 грама, дека вие вдахувајќи го ова од вас во него, вдахувате еден живот и правите една фамилија среќна, бидејќи можеби некои од тие фамилии евентуално и друг пат не би можеле да бидат среќни. Така да размислувајте дека ќе усреките, дајте го најдоброто од медицината што го знаете, бидејќи во исто време вие и давате практично емоција која што понатаму го прави тој живот, да кажам, среќен и здрав и прав. И тоа се многу работи кои што се сублимат и кои што се ставаат повеќе фактори во едно, а тоа е еден здрав живот кој треба да живее понатаму и да биде самостоен и се понатаму да прави. Периодов имаше едно интервју кое што го дадовте каде што ве споја со едно детенце кое што подоцна девојка која што е веќе голема девојка. Меѓутоа ова е еден од многуте случаеви кои што многуте деца кои што сте им го спасиле животот, сте поминале и сте виделе се и се што нешто што навистина само некој со, како што кажавте, со карактер како вашиот и со знаење може нели тоа да го издржи, но имало ли некои специфични случаеви кои што биле можеби по-комплицирани, не барам да ми го раскажете, меѓутоа што кога ќе се соочите со некој комплициран случај. Имаше едно интервју за едно детенце кој што 4 години беше во кома, вие го се грижевте за него, Јован Коловски чинам дека се викаше. 4 години да е во кома и вие се грижевте за него и на крај ете поразна и стана еден
успешен, нели, млад човек. Но што ве држи во тие моменти кога буквално сте на раб помеѓу животот и возможностите, односно сето она што го нуди медицината, меѓутоа сепак е тоа една линија каде што е понекогаш и тешко да се изоди, особено кога може да има од другата страна и неизвестност. Така е, неизвестноста е таа која што секогаш и многу други колеги исто би ги направило да кажат па сега тоа е тоа, меѓутоа знаете тоа е тоа, пак ве води напред. Па само пред 10 дена имавме еден случај каде што клиничката смрт ние знаеме, јас бев едно време председател на комисијата за трансплантација кога се формираше и кога почнавме со кадаверични трансплантации, каде што знаеме дека постојат фактори кои одредуваат мозочна смрт. Тоа ми е сега дел од секојдневието исто така, одредување на мозочна смрт, тенката линија помеѓу животот и смртта. И имавме практично на ЕЕГ една така наречена равна линија, бидејќи сега дели во делот на неврологијата влегува електроенцефалограмот или електричните импулси кои што ги испорачува мозокот и преку кои што гледаме спие, не спие, гледа, не гледа, што прави, како прави, кој дел од хемисферата мозочна работи, кој не работи, така натека и според тоа се ориентираме дали е се во ред или не е во ред. И имавме еден така наречен мозок на едно дете кој што беше малтене равна линија, кој што во секоја друга држава, да кажеме, би го прогласиле како, да кажеме, мозочна смрт. Меѓутоа, и ние видовме дека е таква состојбата, го вративме назад и продолживме со нашата работа во интензивна. Дали знаете дека пред недела дена ние добивме алфа ритм, тоа значи дека мозокот не бил практично во мозочна смрт. Знаете колку такви случаи сме имале и во кои што гледате дека не можете така лесно да прогласите нешто дека е крај на приказната, кога може да се случат да вистина чудесија. Веројатно не го знаеме до крај. Медицината е и самиот мозок и самото човечко битие е нешто што уште треба да го проучуваме и да не се откажуваме, особено зборувам за педиатрија. Сигурно е различно кај возрастните, затоа детето не е возрастен во мало, тоа стално го кажувам. Значи, кога работите вие со дете, е комплетно различно да тумачите или да ги интерпретирате, правиот збор, некои нешта во однос на возрастните. Вие видите и ковид ерата, комплетно различна поминаа децата верзус возрастните. Исто и новороденчето. А уште поразлични се прематурчињата, односно предвремено родените. Кај ни в целиот тој пластицитет што се случува на мозокот, развојот на мозокот, многу нешта што ако ги кажете како или изговорите на родителите дека вашето дете има крварење во мозок, тоа за него значи крајот на приказната, што би значило за еден возрастен крај ако има крварење во мозок. Но тоа не е така кај бебињата, односно кај предвремено родените. Може да дојде лесно до апсорбција на одреден тип на помали крварења и да нема никаков проблем понатаму. Или да се јават во неми зони кои не афектуира понатамошен развој и затоа нема откажување. Тоа кога ќе го проучите дека е така, кога ќе ги доживеете работите од типот на Јован Коловски, кој што 2007 година беше дете кој што беше буквално ставено на работ, нели да се малтене сите откажеме. Јас го зема во раци и го однесов со обичен лет, тогаш се уште не беше развиен тој така наречен транспорт со воздух или воздушниот транспорт и отиде во Љубљана во Словенија. Таму направија што направија, баш ги следев нивните правила и прописи и начинот на протоколи кои што тогаш ги правеа кај овој тип на деца со таков така наречен автоимунен енцефалит, кој е еден од најкомплицираните типови за лекување, што сега го применувам и кај нас успешно. Детето е сега едно прекрасно момче, кој за некој ден ќе прави именден, стално сум обична за неговиот именден таму, после 4 години во кома, ете го стана, и алфа и бета брановите и делта брановите му се јавија и му се вратија и он исто комуницира и да кажам на вистина не можете да ја ставите таа линија, таа е толку тенка и затоа вашата должност останува да се борите до крај. А тоа не треба кај мене да ми се кажува, тоа е дел од мене. Значи ако вие кажувате дај да се борам до крај, може вака, не. Вие тоа само го правите по вашиот собствен автоматизам, затоа што сметате дека крајот еден само го кажува. А до тогаш вашата обврска е да дадете се од себе. Без разлика колку работите да изгледаат дури невозможни. Баш така. Може би е тешко прашање да се прашање кое што бара малце покомплицирано да ми дадете одговор, иако налике многу едноставно кога ќе го поставам, но какво е чувството да се спаси човечки живот? Не можеме ова на многу луѓе да им го, особено еве докторите имате таа можност да спасувате живот и какво е чувството, особено кога има станува збор за најмалите, оние кои што само што почнале да живеат?
Веројатно сега кога доаѓаат кај мене и кога ги гледам веќе пораснати, знаете убаво кога имате веќе еден период каде гледате дека резултатот е навистина прекрасен. Сега исто за Свети Никола две близначиња од по кило кои што беа Никола и Николија кога дојдоа со торта си која година, па и Николија повисока од мене и Никола повисок станал пливач и кога ќе ги видите како навистина целата таа приказна имала прекрасен крај, па исто така морам да го спомнам еден мој Виктор кој што е на моја колешка дете и кој што се сеќавам исто поминавме големи голготи, кој што во претходното прашање кој можеби не го одговорив, имаше моменти каде што се очувавме со тие тенки линии. Набиднување и небиднување ќе го интубирате, па ќе го извадите мислејќи дека ќе може само да дише, па гледате дека се исцрпило, па не може да дише, па го враќате назад повторно на вештачко дишење, односно на механичка вентилација. Тоа се моменти на тенки линии на одлука. Тоа се моменти во кои вашиот мозок одлучува да или не, сега или покасно. Знаете колку е тоа некогаш комплексно, ама пак ќе кажам, и го кажувам и на мои колеги, ако сакате да работите интензивно, ако се наоѓате во тоа, работете го. Ако не се наоѓате, подобро не го работете тоа, бидејќи ефективноста доаѓа и ефикасноста само тогаш кога се наоѓате вие како човек и карактер во приказната која ја работите секојдневно. Ќе го спомнам сега во овој момент, мој татко беше директор кога јас завршив специјализација педиатрија и кога се уште интензивната важеше како специјална нега. Бидејќи во тој период, знаете, имаше Белград беше еден од центрите каде што ги праќавме по критичните болни, немавме уште толку добро развиен центар за интензивна за волку мали дечиња и затоа една екипа отиде во Австралија да се едуцираме ју кој бев и јас и тогаш одлуката беше да се оди на интензивна бидејќи се прераспределуваме вработените на клиника после завршување на специјализацијата на одредени одделенија кои пак велам, прашајте го кандидатот каде сака да работи. Значи не се сите подеднакво спремни да се соочуваат со вакви предизвици. И се сеќавам дека во групата на комисијата која ме прашуваше, јас реков интензивна. Знам дека не му беше воопшто кејф и ќе си го слушна ова татко ми. Па жена си, па мајка си, па ова, па она, па како, па дежурства, па тоа е цело, па тоа е посветување, па тоа е дење, ноќе, па ова, па она. Нека е, јас го сакам тоа. И затоа велам, сакајте го тоа што го работите, правете тоа што вашата душа сака. И отидов на интензивна. Јас се најдов себе си. И покрај сите субспециализации што ги обавив, ја испонатам останувам тука. И одам на дежурство, утре ќе дежурам и не ми е воопшто проблем. Што беше вкусното што ве натера да сакате интензивна нега? Карактерот, адреналинот, можноста да направите нешто кое ќе биде видливо за релативно брзо време, интубација, ставање на механичка вентилација, кој ќе го видите како дише повторно детето, бидејќи тоа се моменти во кои што престанува дишењето, престанува срцето да работи, престануваат органите да функционираат, а вие давате посебна енергија на тоа со вашето знаење и сигурно со останатите сега помагала што ги имаме, да кажам, да не ги набројувам целата апаратура што постои на интензивна, која за мене представува живот. Јас сум заживеана со тоа. Мене тоа ми недостасува. Кога прави динг, 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 значи веќе линијата покажува дека може да почне да престанува, за мене тој адреналин покажува дека сум жива. Веројатно некои луѓе тоа не го мислат така. И докторите можеби сакаат подруг тип на работа. Ние имаме различни типови на интелектуални секакви работи. Што се однесува до тој дел, зашто не се одвојувам исто од клиниката е и интелектуалниот дел, научниот дел, кој е дел од медицинскиот факултет Кирил Методи. Скопје и јас сум многу среќна што во Република Македонија се уште Кирил и Методи држи одредена позиција за која што апсолутно по ниедна цена не би ја напуштила. Таму сум јас, тоа што сум јас. Се друго би ми било второ. Ме сваќате? Би сакала уште една тема да начнеме, бидејќи ја споменавте, а тоа е човековиот мозок. Вистина ли дека тоа е најмалку истражува, најмалку знаеме за тоа, како ја споменавте вселената, звездите, дали тоа е една вселена во човековиот организам, мозокот? Баш убаво го направивте како спојка. Велат ништо не е случајно. И што треба да знаеме за тоа? Еве како не доктори, туку како обични луѓе, што треба да знаеме наједноставно за човековиот мозок? Па баш вие го дадовте одговорот. Мозокот е една вселена ставено во еден череп внатре. Проучено вели статистиката дека е некаде од 21 до 23% знаеме што се случува со мозокот, затоа знаат моите студенти и специјализанти дека прво што прашуваме е анатомија.
Ако не знаете анатомија како функционираат нервите, како функционираат јадрата во мозокот, како настанува мислата, каде е душата, каде се наоѓаат сите тие работи, не знаете, буквално нема дале да разговараме. Секоја болест може да се научи. Дел од нештата може да се научат наизуст, што би рекле, не е тоа. Треба да го почувствувате, за да знаете зошто се движат рацете, зошто се движат нозете, зошто некогаш не се движат нозете, што треба да направите за да стимулирате, за да почнат да се движат и што треба да направите за да го проговорите едно дете кое не зборува подолг временски период. Знаете колку работа има тука. Тие непознаници сега доаѓаат до израз како се отворија нови теми и нови ситуации во педијатријата, особено во тој дел кој што и самите сме свесни дека е се повеќе, да кажам, дел од секојдневијата, тоа е проблемите во растот и развојот на одредена категорија на деца која за несреќа е многу зголемена. 384 пати е зголемен бројот на такви деца со одредени пореметувања, лингвистички ли се, говорни односно, дали се тие моторни, дали се на друг начин, со слушање, па дури и во однесувањето, одредени пореметувања. И во самото однесување или перформанс, што го викаат, како детето пред вас изгледа, многу може да ви укаже што се случува во таа вселена ставена во черепот. Што треба да знаеме, еве ние што може би имаме деца, меѓутоа ние многу поважно некои што допрва ќе имаат деца. Бидејќи ја наснавме оваа тема поврзана со мозокот, нели, на како ни функционира мозокот, бидејќи за жал како што кажавте 384 тоа е голема бројка. Што имаме ли некои статистики како стигнавме до оваа бројка? Оваа бројка дали е кај нас така или е во светски рамки статистиката слична? Зошто се случува ова? Дали понекогаш ние родителите знаеме вината на себе си да си ја префрлиме, нешто јас сум направила во мојот начин на живот, нешто јас сум влијаела или како се случува? Зошто се случува тоа и колку влијае, многу често се споменува и аутизмот или спектарот, нели, на аутизам како еден од проблемите, но колку однесувањето и животниот стил, колку брзото давање на телефон во рацете на децата, прекумерната изложеност на екраните, се помалку комуницирањето, порано се раскажувало приказни, сега приказната е заменета со телефоните. Колку сите тие работи влијаат или не влијаат врз овие проценти кои што сега ги зборувавме? Тоа е еден дел од моите истражувања кои што ги правам сега. Јас себе на крајот на месецот ќе одам во Глазгов на тема неонатален мозок. Вие споменавте и тоа ми е и полето на интерес, практично оној мозокот кој што е во фазата на развој, тоа е таа прва клучна година. Кога се споменавте телефони, не телефони, не знам, екранизација, ова, она. Да не заборавиме дека ние рековме, нели, зашто сум јас ваква, затоа што сигурно носам нешто предците и едноставно со тек на време дел од нештата мутираат, дел деново велиме мутираат, дел генетиката може да се смени, дел вирусите може да влијаат и одредени пандемии и епидемии да повлијаат па да сменат дел од генетската структура која е важна за формирањето на една човечка индивидуа. Но јас би рекла дека се почнува од минус 9 месеци. Значи не почнува од нултиот ден кога се раѓа бебето. Неговиот плач покажува дека практично го дише воздухот и веќе ја сменува средината на живење. Но што станува со тие минус 9 месеци кога бил во утробата на мајката, тој плод? Како, што велите вие, ја не би секогаш кажувала дека треба човек да си го прифаќа на себе, едноставно некогаш некои работи се случуваат така, се прави анализа, сигурно со доктори, сигурно дека се анализира и самата бременност, многу се важни тие 9 месеци како се носи бебето и што е најдобро за него и како е мајката спремна со незиниот стил и начин на живот. Сигурно дека тој има одредено влијание. Сега ако може да смени делови кои што би можела да ги сменат и не сме сите исти, тогаш може да е паметно затоа што знаеме дека тоа врши подобрување на менталниот дел во формирањето на структурите на мозокот во 3 триместри интраутерино. Првиот триместар малтене не знаеме што ни се случува. Уште сме, нели, бремена е мајката, не е бремена, кога дознава точно се, сакана бременост, инвитро, многу фактори влијаат. Но веќе во следните триместри таа веќе знае. И таа веќе во таа благосостојба мора малку и да смени стил на живење, да смени начин на исхрана и
тоа особено начинот на исхрана колку е важен. Еве се повеќе и повеќе одиме кон тоа колку нутрицијата и сите тие нутритивни елементи кои влијаат за формирањето на сите оние мозочни неврони и сите тие конекции во мозокот може да повлијат позитивно, за да едноставно се спречат понатамошни размислувања, а тоа не значи дека ќе се случи. Но за да не се случи и да не стоиме во таа размисла цело време, е убаво да си консултираме луѓе кои што се занимаваат со тоа и го проучуваат и знаат нешто повеќе, но не секогаш тоа да биде само телефонот. Прашете стручно лице. Еве, јас сум едно од тие кои што консултирам секогаш интернет, или сум врзана во тие мрежи, во кои добивам одредени информации. Тие информации влегуваат во мојот мозок и затоа е убаво кога ги споделувам со пациентите на кои можам да дадам добар совет. Значи, пред -9 месеци, кога ќе се роди детето, многу е важно начинот на раѓање. Порано едноставно се размислуваше, еве, ќе се роди детето со царски рест, не е случајно кажано, и дека со тоа сме завршиле, нема никаква мозочна траума, не мора да значи. Бидејќи мозочната траума не е само врзана со тоа ако помине без никаква траума на главчето, знаеме како природното раѓање, нели имате неколку родилни времења па излегува главчето, па може да се случи да речеме заглавување некаде и тоа да направи така наречена асфиксија или гушење при раѓање, и тоа некогаш може да има одредени, да кажам, моменти, ама и за нив има решение. И за нив новите методологии во медицината покажуваат првите 4 до 6 сата. Ако биде згрижено главчето како што треба, ако се направи тој пластицитет да се амортизираат тие така наречени мозочни трауми, и тоа би можело да се намали секакви секундарни повреди во мозокот кои би можеле понатаму да бидат причина за евентуално некакви оштетувања. А кога го споменавте аутизмот, и кога споменавте телефони, и кога ќе споменуваме секогаш аутизмот некако се врзува со телефони, се врзува со имунизација, се врзува со многу други работи, јас би рекла вака. Ништо не е случајност, секоја случајност е намерна. Во случајот, и имунизацијата која предизвика во Велика Британија 99 година дека практично ММР вакцината е една од причинителите за да децата добијат регрес, односно као наводно одало све супер и одеднаш почнуваат да не се развиваат како што треба, да имаат стравови, да се јавува. Тоа е коинцидентност во периодот кога детето почнува да станува, да почнува да оди. Тогаш се случува и имунизацијата со ММР, често ја одложуваат од X причини, вируси, бактерии, различни состојби кои што можеби заради одредени инфекции е добро па и да се одложи, не па по секоја цена да се даде. Не сум за тоа. Меѓутоа во суштината на појавувањето на сите овие ситуации кои значат одложување во говорниот дел, мозочниот дел, зашто ние сме имале деца кои што стварно пројавиле знаци за отстапување, да не кажам аутизам, од малку не го сакам тој збор да го употребувам, па се вратиле назад. Тоа значи дека имало нешто што во одреден временски период причинило да детето почне да скренува во неговото однесување, за да после тоа повторно се врати во нормала. И начин на кој што ние ги даваме советите со кои навремено фатено и следено дете од 0 до 3 години кои се клучни, може навреме да ни даде правец дали телефонот секогаш е причина, некојаш врши голема работа, може за сат или два едноставно дел од вјугите, сигурно не премногу, и да ги направи да почнат да се развиваат исто така. Значи, не е секогаш телефонот, се разбира да не седи во долг временски период, да се седи пред телефон, па да тоа биде начин на кој што сега се ќе ставиме кривица на телефонот. Јасно. Не би рекла дека тоа секогаш така. Вчера имавме едно добро интервју со отец Горан кој што кажа буквално дека сето ова што го имаме како олеснување во животот, дека треба да ни служи, а не ние да му служиме нему, така што може во таа насока и ова да го заклучиме. Пред да направиме на кратка пауза за реклами, бидејќи ја споменавме оваа тема, кој совет би го дала на родителите, можеби на возрастните баби, дедовци кои што ги помагаат во чувањето на децата, кои знаци се алармантни, особено во тој период кој што го зборуваме од 0 до 1 година, кои што треба да ни дадат црвено светло или да не жолтеве, да речеме, кога треба веќе да консултираме стручно лице. Ние имаме стално по некоја секција, одржуваме секција педиатриското здружение, јас сум председател на педиатриско здружение, имам исто така здружение за респираторни болести и при тоа споделуваме одредени информации. Мислам дека активната улога на сите матични педиатри се клучни, бидејќи тие можат навреме кај нив одат најчесто нели да ги гледаат децата на 3, 6, 9 и 12 месеци. Тој период од тие
да кажам, една година, односно размак од 3, 6, 9 и 12 месеци е добар за да се следи како оди развојот. Не тежината колкава е, развојот ментален како се развива. Тоа е многу клучен. Кај дел од дечињата, ако се почувствува дека постои една одредена незаинтересираност, првото нешто што би го рекла е незаинтересираност. За да не биде таа незаинтересираност, да речеме, минимизирана, па се даваат овие за заинтересирување елементи, како што се телефоните и се до тоа па ќе направи презаинтересираност. И кога ќе видите, за све треба да се има баланс. Затоа велам, понекогаш и телевизорот, оние што се едни прекрасни Биби и Боби, јас пошто сум и баба, па знам, па ги следам и тие емисии, па тие се исклучително поучни и на нив можете навистина дел од работите децата и да ги осознаат многу убаво преку такви начини на интеракција кои би можеле да ги имаат. Одењето во установи, дружбата на дечињата која што ја прават. Порано сме дружеле на други места, еве сега имаме нели забави по игротеки и така натака, каде што дружат едни со други. Многу важен елемент. Што се однесува до елементот за телефоните, сигурно дека колку повеќе, како што и рекол отецот, тие ни служат, пак ќе речам, не е дека не служат, некогаш е убаво нека убава игра да се поигра, таа знае некогаш да го развие мозокот. Елон Маск, ако го читате он како го развил мозокот и како стигнал до тука, пак имал подлога за тоа, ама и дополнително го развивал. Оти пак кога го ставите мозокот затапува. Со тек на време не само кај возрастните, туку и кај децата, значи треба континуирано развивање преку игри, преку зборување, преку интеракција и одредена лимитираност и со усул, пак ќе кажам, временски интервал во кој што ќе се даваат овие модерни електроники без кои сепак светот нема да може. Да. Живееме во време во кое што живееме, не можеме да станеме, нели, па и да ги исклучиме сосема. Ќе направиме на кратка пауза тука и ќе продолжиме понатаму со вториот дел од разговорот. Почитувани, кратка пауза за реклами, се враќаме назад. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со професор доктор Аспазија Софијанова. Овој период од годината е карактеристичен за грипот, горно-респираторните вируси, инфекции и слушаме и гледаме дека и клиниките се полни и амбулантите се полни, 250 прегледи и повеќе во текот на денот. И ќе ми кажете прво дали е точно дека до трета година, после трета година понатаму самиот имун систем на детето поинаку функционира, меѓутоа до третата година е тако малку поспецифичен, се доразвива, но е најкрево кога станува збор за малите бебиња. Што треба да знаеме, особено во период на грип, горно-респираторни вируси, што е најопасно за младите? Не за младите, туку за најмалите, за бебињата. Да. Дека кај нив може поинаку сето тоа да влие и малку да биде покритично, па ќе ми објасните вие сега како најдобро. Видите, сегде владе овој момент на грип, сега особено во овој временски период, јас имам обичај да постирам кај мене, бидејќи сум во таа една група со колегите од Интернационалната педијатриска асоциација, каде педијатрите кажуваат, еве состојбата во моментот во Соединетите Американски држави, еден мој колега стално кажува што треба да се направи кога ќе видите дека има детето температура, а особено ако бебето има температура, дека тоа сигурно е некој тип на вирус, да го исклучиме, па што да направиме, па совети да даваме. Можеби и убаво тоа да оди почесто вака во однос на тоа да и самите родители се ослободат, бидејќи сезоната на грипот сега е. Еве, слушаме цело време на телевизија, колегите го известуваат од Институтот за јавно здравје. Имаме точно прегледи, меѓутоа јас се сеќавам, пошто долго време веќе сум на клиника, дека тоа секогаш било така. Не е сега случајно оваа година повеќе или помалку, меѓутоа грипот си бил и останал, особено во ваков зимски период, кога е поладно. Сега сигурно дека се поафектуирани бебињата и пак ќе кажем оваа критична прва година. Критичната прва година зошто е важна? Важна е и за создавањето на имунитетот, и важна и за развојниот дел. Значи, тие две работи се тесно врзани едно со друго и затоа оние кои што се занимаваат со прво, ајде матичните лекари, ако не се сигурни за нешто, дали е вирус, дали е бактерија, дали стварно може да, ако трае веќе повеќе од 3-4 дена со таа фебрилност, да не случајно направи некој поголем проблем, ако не даваат ништо. И добро е да не почнуваме веднаш со антибиотици, тоа па
преминува во друго, резистентност на антибиотската терапија, давањето на антибиотик исто така го штетува и онака се уште вулнерабилниот и во развој организам, бидејќи детето до првата година се уште се расте и развива. 3 пати ја зголемува својата родилна тежина, малтене до првата година оптимално, максимално и повеќе, и тоа никогаш нема да се повтори во животот. Значи, се што се случува во таа клучна прва година, вклучувајќи го имунолошкиот развој, е нешто што никогаш повеќе нема да се врати насад. И затоа е многу важно да се искористи. И затоа мајките обично во таа година се со децата, повеќе им посветуваат внимание и е многу важно сепак не да ги држат во едно така наречено стаклено ѕвоно, значи да не бидат во никаков контакт со имаат братче, сестриче и да немаат родителите тука доаѓаат баби, дедовци. Значи ние сме сепак културолошки средина во која што си ја негуваме фамилијата и така треба да е, ама тоа ги има и овие предизвици. Да донесе вирус дома, да се направи некој дополнителен проблем, но во секој случај детето првите 6 месеци го има имунитетот на мајката кој трансплацентарно се пренесува и тој навистина го штити бебето. А особено ако мајката го дои бебето, тогаш тој е најдобриот лек, најдобриот антибиотик и тука нема дилема околу тоа. Понатаму веќе почнува сопствениот имунитет да проработи оној немиот дел кој што бил нем, затоа велам и делот од мозокот кој е нем, почнува да се буди. И кога почнува да се буди и да се осознаваат работите, тогаш треба алармо да се дига, ако треба да се дигне. А тој најдобро го дава ако сепак родителите си имаат свој матичен педијатар кој ќе си го консултираат или свој матичен, да кажам, фамилен лекар или матичен лекар кој што ќе ја познава фамилијата. Многу е важно да се знае фамилијата, да си ја познавате. Некои од работите понекогаш некои од мајките знаат и да ги, да речеме, да им се видат многу поголеми од тоа што реално се, ама е многу важно да се смири мајката. Затоа што таа ја пренесува таа енергија врз детето. Ако мајката не е смирена и ако не ги знае одговорите зошто детето се однесува така, тогаш вие пак имате проблем, како да е малтене болно детето, затоа што нејзината перцепција е различна од перцепцијата на тој што ја знае работата, односно што работи со деца. И затоа е убаво да се следи. Вирусите се тие кои што најчесто ги напаѓаат. Сега тука би го споменала, пошто до сега не сме го споменувале, вирусот респираторниот синцитијален вирус кој ги напаѓа предвремено родените. И затоа алудираме сега ние баш од клиника, конкретно и неонатолошкото здружение и ние како педиатриско здружение и јас како неонатолог, да се вакцинираат, односно имунизираат од тој респираторен синцитијален вирус кој навистина може многу да ги оштети белодробието и да направи чести кашлици, често собирање на секрет уште во првите 3 месеци. И затоа е убаво да тие такви работи ги знаеме или ги превенираме, за да не мора понатаму да има страх и кај родителите, значи и за тој вирус, и за сега веќе познатите ентеровируси, па и коронавируси, а да не го збориме инфлуенца А, инфлуенца А1H3, кој што сега го гледаме многу често на клиника. Да, гледаме дека тоа ќе ми биде следното прашање. Многу чуден вирус, тоа ли е тој инфлуенцата А, каде што имаме буквално недела дена деца с кои што имаат висока температура, понекогаш се избрзува и се дава веднаш антибиотик. Што прво може да ни објасните кратко, бидејќи многу има, нели, заболени периодов, што треба да знаат за овој тип на вирус, особено што трае доста долго временски период. Температурата е таа која што највеќе ги буни родителите и да речеме храброста да се даде антибиотика, е вирусна инфекција, тогаш малку ќе се измешаат работите и веројатно затоа понатаму ќе се и самиот организам збуни. Ако е вирус, му треба стварно време самиот да се излечи организам, но знаете како стравот е голем, понекогаш треба да бидете сигурни дека тоа е стварно вирус. Ако го докажете дека е вирус, тогаш навистина само антипиретик, ладење и течности. Течности, да. Значи течности. Еве сега ќе дадам уште една интересна формула за здравје. Течности не само кај децата, не само кај бебињата, и кај нас возрастните. Ние забораваме понекогаш дека оралната рехидратација, тоа се оние така наречени микроелементи кои што ни се важни и кои што ги стално субституираме со инфузија кога сме болни, треба да ги пиеме и ние секој ден, особено во вакво време. Еве сега гледам кој е еден од стратегиите кои ја дава Велика Британија. По литар од таквата орална рехидратациона солуција, значи вода, 1 литар од сабајле со тие електролити, не знаете колку помага. Го појачува
имунолошкиот одговор што го дава организмот, а не кога ќе издехидрираме, па тогаш да се рехидрираме. Не, континуирана хидратација е најдобриот начин за нас возрастните антистарење, против старењето, а кај за децата против болестите. Тоа се работи кои што дефинитивно, ако ги применуваме на вистина редовно, ќе може да си го чуваме здравието најдобро. Ја споменавме температурата. Има како едно правило, ако може така да го речам, дека се чека 38,5 температура за да се даде антипиретик за да ја симне температурата. Но има ли случаеви кога, дали е прво тоа точно, под број 1, а под број 2, дали се дава и на пониска температура и што дали треба да ја следиме целокупната состојба на детето, ако може бе по-летаргично, поспано, што треба, ако е во таква ситуација, дали порано треба да се даде пред 38,5, тоа ќе ми го кажете. Многу добра компилација направите сега во моментот, затоа што тука се две работи кои што се многу важни. Прво рековме дека ниеден организам не е ист. И тоа треба да го знаете. Кога ќе слушнам, знаете, во градинка детето мајката дала вака и ние затоа решивме вака, секој дете е различно. Некој дете температура од 37,3 е температура, кај друго дете 38,5, кое што го напоменавте како средна вредност на која што треба да размислуваме како да ја намалиме, бидејќи опасноста кај децата постои од појавување на така наречени фебрилни грчеви или фебрилни конвулзии или буквално фебрилни грчеви во мозокот кои што се јавуваат како последица од високата температура, зашто високата температура прави вазодилатација или ширење, и затоа тоа ширење се случува и во мозочето и тоа практично го надразнува мозокот и настануваат кај некој на пониска температура, кај некој на повисока температура. Правила нема, земено е како средна вредност 38,3 до 5 и тогаш сметаме дека треба да дадеме антипиретик за да постепено ја намалиме. И наглото намалување на температурата не е добро, затоа што и тоа може да направи практично едноставно наглиот пат може да го дестабилизира мозокот и пак да направиме проблем на се уште незрелиот мозок. На се уште мозокот, кој што и почнавме во емисијата, му треба време на тој пластицитет да се адаптира. И затоа, се што е со детето поврзано, уште еднаш ќе повторам, си има своји правила. Не треба веднаш да дигаме паника дека нешто се случило. Од тие грчеви кај возрасен има тотално друго значење. Таму температура обично не се јава, таму сигурно има нека друга патологија во позадина. А кај детето, секогаш температурата може да биде причина за тие грчеви, заради кои кај некои деца кога веќе ќе се јават еднаш грчеви, и 37 е температура. Не, тоа не значи дека треба да чекаме. И уште нешто, тоа не значи дека треба стално да мериме тука на чело со овие обичните термометри, да кажам, кои што мерат во една секунда. Во една секунда не можете да видите точно колку е температурата. Значи да има по најсигурен начин. Најсигурниот начин се знае. Ништо не чини, 3 минути, подмишка и гледаме дали е покачена. Ако гледаме дека детето, што рековте и вие, станува поспано, понезадоволно, летаргично е правиот израз, нели јас се трудам вака да го народски малку кажам за да ме разберат, тогаш веќе би одела јас и со пониска температура, дури веќе над 38, ако има тенденцијата да се качува, оти таа ќе се качи, може некојаш нагло да се качи и да направи проблем, тогаш веќе би одела со некој антипиретик, дали е тоа од ибупрофенската група или ние ги викаме нестероидните антиреуматици или да биде тоа од парацетамолскиот тип, без разлика едното или другото, сепак да ја симнеме температурата. Ако се јават грчевите, тогаш е веќе состојба во која што не треба да се дига паника. Само свртете го детето на страна, оставете грчевите да се смират и едноставно побарете совет понатаму како да се третира детето. Кога зборуваме за особено за најмалите и за овој период кога нели има настинки, покачена температура, многу често родителите знаат на прва рака порано Google беше тоа, сега е ChatGPT најчесто кога прашуваат, ги вкусуваат симптомите и бараат насоки. Колку тоа помага или одмага, иако секој еден родител во еден период од животот гледал дали детето му дише. Кога ми го кажува ова пред да станам родител, нема шанси да се случи. Ама се случува во еден момент, особено ако е доцна намечер, во паника ќе се случи да се побари таков совет, но што се случува ако ете така лошо, колку може да помогне, односно одмогне таквото советување, наместо да се советуваме со стручно лице?
Видите, јас, и ако приметувате и во емисијата, ќе осетите елементи на страшна конзервативност од една страна и многу работи кои што ги следам и јас сум во групата, еве и ќе имаме можеби следна прилика да видите како правиме со артифицијална интелигенција, како го опишуваме пластицитетот на мозокот и ќе имате прилика да слушате. Тоа се случува кај предвремено родениот мозок. Имав ексклузивна обраќање на темата, бидејќи јас сум во таа група со колеги од Мексико, со колеги од Шпанија, со колеги од Соединетите американски држави и Велика Британија. Ете, јас сум од овие простори, од балканските простори, одбрана и да речем дури од Европа, да соработувам со нив и да ставаме информација од каде доаѓа после конечната информација која ја споделувате и ја добивате сите на ChatGPT или артифицијална интелигенција и други ги има аналитики кои што ги прават тие групи. Тие не може да бидат наполнети со информација од било што, сепак добиваат информација од некои луѓе како нас кои што сега ги креираме тие за во иднина да бидат уште подостапни и уште поинтересни за да ги добиете како одговор. Што значи дека во одреден период не можеме да речеме дека не се точни. Да бидеме реални. Значи не може све да издагираме. Јас сум доктор, некогаш дури и ќе ми дојде на мене јас да побарам некоја информација чисто да видам како мојот мозок размислува верзус што други мои колеги го наполниле тоа. Значи тоа не е наполнето туку така од некој што му текнало. Тоа се работи кои што се многу современи, софистицирани, како што порано луѓето размислувале дека ќе стигнат на месецот, па сега тоа дури да не речеме нормална работа или мислата која што е најбрзо нешто во светот, па сега од тука сме, па сме не знам каде. Така и мораме да размислуваме дека мозокот и ова што го формира сега како новина во иднината, бидејќи иднината е ова. Да бидеме реални. И во таа иднина, артифицијалната интелигенција, односно ChatGPT и останатите Google информации. Како пример, ChatGPT еве и Google, па и во Google, да. ако искуцате и сигурно, не сум за тоа да се лечат пациентите со Google, можете што велите вие навечер кога сте малку испаничени така натака, па да консултирате, па малку да се смирите и така натака, можеби не е секогаш секој достапен во секое време, но нека одредена информација која што би можела да ве смири, апсолутно не е ставена само за да биде ставена. И тоа е информација која е внатре подкрепена, да речам, со одредени факти. И од тие факти извлечете одреден заклучок, но пред се доаѓа лекарот кој што ќе си го консултирате кога ќе биде утрина. Малку ми го одговоривте и следното прашање, бидејќи сакам да ја начнам темата за вештачка интелигенција, бидејќи во светот, како што кажавте, особено во медицината, таму се очекува да помогне многу, особено кога станува збор за раната диагностика, особено во делот на диагностика, за некои навистина тешки заболувања кои што можеби и нелесно би се виделе така, меѓутоа една вештачка интелигенција многу лесно може и полесно е можеби да ги открие. Колку и што може да очекуваме во она вие што го гледате, она што го истражувате, ако допред, не знам, 2-3 години ни на крај паметне ни доаѓаше дека ќе го користиме на ваков начин, многу луѓе се плашеа и од самиот збор вештачка интелигенција, меѓутоа ако правилно се насочи во насока еве да и помогне на медицината, на диагностиката, ќе помогне многу. Што кажуваат моменталните состојби, каде се движи, што може да очекуваме, ќе ни помогне ли многу, ќе помогне ви во рано откривање на некои болести кои што може на време да се спречат и лечат, ако може така да кажеме. Да сме среќни што сме луѓе, бидејќи на некој начин мозокот тоа го прави, осознаваме многу работи, правиме нови нешта, не остануваме на нивото на кој сме биле пред илјадници години, се менува човештвото, се менуваат многу работи и ние мораме да сме апдетирани со сето тоа. Тоа е добро, што креацијата на мозокот, пак ќе кажеме, тој ми се допадна многу всемирот кој што е внатре во черепот и кој што создава новини и кој што го движи практично светот напред. Едно од тие работи сигурно ќе биде ова, кој што ќе го движи светот напред, само морам да нагласам, бидејќи длабоко во мене постојат многу емоции. Да не ја изгубиме емоционалната нота. Да не го изгубиме оној дел од мозокот што рековме, се вика душа. Значи, сите тие работи кои што ќе ги ставаме како информации, кои ќе ни користат во диагностики, кои ќе ни користат за многу други работи, кои ќе ни користат во проучување, кои ќе ни користат, јас се сеќавам во Јапонија, за мене беше шок кога гледав Да Винчи метод роботика како работи операции, така прецизно ги имаше. Мајка која што имаше дете со тетралогија фало, пред нашите очи го вади 6-тиот месец детето надвор, го репарира срцето роботот и го враќа назад, се разбира диригирано со луѓе и така натака. Ова било пред добри 10 години кога го гледав тоа, велам
дали јас ова го гледам или Јапан дека ми е толку далеку и секогаш важи за технолошки една од најразвиените земји. Сега веќе ќе стане дел и од кај нас. Еве веќе има колега и колеги кои што почнуваат полека да го работат Да Винчи методот и во Македонија, и тоа сум многу среќна заради тоа. Но пак ќе кажам, сите тие работи ќе помогнат многу. Ќе го намалат, да кажеме, времето на чекање, ќе го намалат, ќе го забрзаат процесот на побрзо решавање и попромптно решавање на такви болести кои што некогаш заради закаснување од X причини може да доведат до несакани понатаму компликации. Но, и само уште едно но, или што велат американците бат, да не се изгуби емоционалната нота во сето тоа. Сепак сме ние човечки суштества кои и една солза која ќе видите, ChatGPT, артифицијалната интелигенција, ни еден робот сепак, он може вака фиктивно да пушти некоја солза од далеку, ама вистински да заплаче не може. Во оваа насока би сакала да ви поставим прашање, бидејќи споменавте Јапонија, сте можеле буквално сте бивале понуди од Америка, член сте на Европската На сите асоциации, да. Да не ги набројувам, субспециализации во 3 области, континуирано се надоградувате и учите. Колку е тоа важно? Не сам, особено за еден обичен човек без разлика каква професија да биде, а особено за доктор, бидејќи медицината оди напред секој ден и тоа мора буквално да бидеме во чекор со тоа што е новина, тоа помага и при спасувањето животи, при лекувањето на пациенти и секако што ве задржува тука да останете, мајки од цел свет отворен и Само патриотизмот. Само патриотизмот и ќе го повторам, само патриотизмот. Јас сум сепак горда македонка, иначе сум по националност и влаинка, по родителите. Тоа нема врска. Јас сум среќна кога ќе одам со сето ова што го знам и со сите јазици, кога ќе кажам дека доаѓам од Скопје, од Република Македонија, да знаат дека доаѓам од таму. И тоа ми е да го потенцирам прво. Бидејќи знам да се носам со некои нешта. Јас имам пола фамилија ми живее надвор, знам и како они сакаат така едноставно, како ве гледаат кога ќе ве видат. И кога ќе ве видат, еве јас влегов во овој круг на и го имав и постигнато, а знаат они во овој круг на формирање на оваа артифицијална интелигенција на ниво на свет со колегите од другите континенти, како македонка од Македонија, од Скопје. И јас сум од Универзитетската клиника за детски болести се разбира, како човек кој работи каде што работи толку години, со своето искуство, они добро сигурно ме провериле што и како, бидејќи имам доста патувано и дел од својата едукација, како што напоменате, и Америка, и Австралија, и Јапонија, и Велика Британија, и каде не све, да не зборам за Европа. Па еви сега брзо беви во Сингапур, каде што имаше многу интересни знаења од една многу ново формирана, ама многу интересна земја, од каде што се дружевме со 32 различни други држави кои што имаат исто интересни своји приказни. Меѓутоа, јас кога кажувам од каде сум, јас гордо го носам тоа. И мислам дека не постои нешто поголемо, што кога еве конкретно за Сингапур сите пеевме по некоја песна и ја пошто сум по пеењето, мака и по свирењето. И свирењето клавир. И по свирењето клавир и све им ја испеав, им ја испирив и стојат и се чудат да знаат дека има луѓе. И знаат дека има они луѓе. Со тоа што можностите наши може не се сега како што се во некои други земји, да кажеме и ние сме земја во развој, може и за некои работи сме и попаметни, ама ситуациите ни се такви. Меѓутоа, горда сум кога ќе кажам дека доаѓам од Скопје, од Македонија. Толку. Како професор на медицинскиот факултет, бидејќи и го споменавме на почетокот, би сакала тука малку да ве прашам, дали со квалитетот на образованието и можностите може да се носиме со светот, односно со она што значи светски рамки, бидејќи гледате, изучувате, сте во контакт, се носиме ли со по квалитетот на, зборам за медицинскиот факултет, рамо до рамо со останатите? Апсолутно да. Со тоа што треба малце повеќе да се системот на тој кој што стварно сака да се занимава, да се почитуваат малку повеќе, да кажам, некој е повеќе ориентиран кон наука, некој е повеќе ориентиран кон практика, за да бидеш добар практичар, адреналински типови, тоа тие насочувајте ги кон хирургија, кон интензивна, кон реанимација. При ова би сакала да спомнам дека и кај нас, како и во светот, постои симулацијски центар во кој што ние ги спремаме студентите, односно специјализантите, да знаат како да се справуваат поново, а вежбаат на роботи, и тоа го имаме донесено и направено кај нас тука. Така да, за некои работи, дајте
Дайте му ја шансата на тој кој што сака да се бави со наука, да се бави со наука, тој кој што сака да се бави со педиатрија, да се бави со педиатрија, а го бива за тоа, тој што сака да речеме некоја друга област, да се занимава со друга област, значи да се оценат децата кои ми доаѓаат. Аз имам прекрасни студенти, дури од некој сум воодушевена, има и такви кои што како и секаде, имаат некој повеќе, знаат некој помалку, тие што на вистина го имаат добриот потенцијал. Насочувајте ги, дигајте го тоа ниво уште повисоко нагоре, бидејќи во одредени области на вистина сме лидери. И не можам да речам дека не сме. Ние и во однос на смртноста, како ја намаливме од претходно, како што беше, во однос на оваа доеначка смртноста, тоа е економски параметар на една земја. Значи, порано ако важевме за втора во Европа, сега сме високо горе качени со тоа што кај нас веќе сето ова кое што го правиме, одиме, ама кога ќе се вратиме го применуваме тука, тоа ќе значи само можност да се сменат работите, односно да дојдат на подобро. Иначе ако остануваме на исто, ако сите само си одиме, или ако едноставно размислуваме, баш вчера имав една група на вежби и ги прашувам колегите сега од каде сте, што сте и што ви е желбата за понатаму, која од вас, викам, сака се да оди, или асоциација прво ви е Германија, обично некоја друга западноевропска земја, па ми добро ми дојде кога рекоа сите, не, би останале тука. Една кажа би одала надор, рекам, ако поминеме вака внатре ги поминеме вежбите, мисли и тоа на ниво на кој што, пошто јас сум ги гледала како тоа го прават надвор, ништо различно не е тука, само треба да имате волја, да имате желба и да тоа биде почитувано во општеството. Да го дигнеме малку тоа ниво на вистинските квалитети, стварно да им наоѓаме место, а не само да го кажеме тоа да не биде тоа така. Да го буквално ставиме квалитетот таму каде што му припаѓа, ќе имате многу повеќе задоволни деца, студенти, специјализанти и се разбира луѓе кои што ќе работат во одредени области, од кои нема да имате потреба. Иначе секогаш во светот барат и второ мислење. Убаво е, сега имаме сите можности за втори мислење. Еве јас на пример групава што имам за артифицијална интелигенција, ние се сретнуваме еднаш неделно, не на Teams, не на Zoom, на се си имате начини на онлайн комуникација со цел свет, воопште тоа не е проблем. Проблемот е да сакаме тука ова гнездо да го направиме, да со него се гордееме и да речеме еби кај нас ова го правиме. Јас тоа кога ќе го кажам, не постои поголемо задоволство во моментот што може освен внуците, морам да кажам, што може да ми причини, да, нормално, ама ми причинуваат, па да, кога ќе ми севат на телефон, тоа е, нели знаете, како се чувствува човек секи, но кога ќе кажам дека и ние тоа го правиме и кога ќе блеснете со таква една јачина и знаење и говорење на јазици, можете да ги... Тие не можете да го зборуваат вашиот јазик, вие можете нивниот. За крај, инаку би разговарале што многу, ќе се договориме дека повторно ќе имаме, ова беше прв пат вакво гостување, меѓутоа ќе има уште многу, бидејќи уште прашања би поставувала, но за крај, отворена сте секогаш за вашите, односно луѓето кои штеднаш биле во контакт со вас, било како да им помогнете да го лекувате нивното дете, остануваат во контакт со вас и ве бараат. Јас сум ве барала доста навечер, бидејќи родител кога има проблем, без разлика дали е 9 часот наутро или 9 часот навечер, и секогаш сте отворена. Односно, секогаш сте отворена за совет и за насока. Но еве да речеме, која е пораката која што сакате да ја пратите до родителите, бабите, дедовците кои што не слушаат во моментов? Која е вашата порака која што сакате да им ја пратите, заедно да ја заокружиме ова емисија? Ви благодарам за можноста што ми ја дадовте. Верувам остана многу работи недокажани и ќе ги докажуваме кога сакате, можам да ви бидам гостин. Ми е драг муабетот, а пораката би била следна. Чудни се Божите енергии. Се што правите ви се враќа. Кога го правите искрено од срце, затоа пак ќе кажам, бидете тоа што сте. Многу работи пробуваат да ми го променат, извајат, сменат карактерот, не. Останувам таква од прв ден. Кога помагаш на дури како ученичка ме памтат во Владо Тасевски, бев најодлична, ама и на тие што помалку знаев да им подкажувам. Не бев од тие кои што го чуваше знаењето само за себе. Зашто? Сегаш сакав да им помагам. Jednostavно тоа е појако. Тоа сте вие. Значи тоа сум јас. Не се сменив, иако поминав многу работи кои што пробуваат да ви направат промена. Тие работи се искушенија. Не подклекнав на нив, со додека добро не направив разговор сама со себе. Сами со себе направите си разговор. Во огледало кој сум, што сакам. И тогаш сваќате дека сте тоа што сте, давајте го најдоброто од себе, велам секогаш, бидете тој што сте вие, а не некој друг кој што ви наметнува одредени работи или некои други нешта,
А на тој начин останете таков само за да правите добрини, бидејќи тие убави нешта ви се враќаат на вас на крајот на денот. Пред некој ден толку некои интересни и убави работи ми се случуваат и си велам во себе благодарам Боже тоа затоа што им помагам на луѓето, така и ќе продолжам. Беше огромна чест и задоволство и ви благодарам уште еднаш. И јас на вас, исто така. До следно видување, секако ќе имаме нова емисија, остануваат уште многу прашања, а малку време имавме за да можеме се да поставиме. Верувам дека гледачите ужива. Благодарам на сите што имаат чест да не гледаат денеска. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Знам дека ви дадовме многу одговори, ќе ви даваме уште дополнително многу и закажувам уште едно интервју во иднина уште од сега. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.